Драги мои, здраво! Добре дојдовте во уште едно издание на Слушај Ваму. Слушај Ваму ексклузивно за Република, неделна видеоколумна, неделна, двонеделна, тронеделна, два-три пати неделна ако треба и ќе ги претресеме главните работи што ни се случуваат кај нас. Драги мои, како што може да забележите, изборите се уште не се завршени, пратеник повеќе е веќе сигурно и неизвестно дека и на некои повторени места кај што ќе има повторување на изборите, но веќе е очигледно и веќе е јасно дека Дуи заминува во опозиција. Што е добро за нив, знаеш, секоја партија заслужува власт ако помине опозиција. Само за она што го преживеа ВМРО ДПМН и низините членови, за целиот овој прогон, ништо да не мрднеа со прст да се обидат да направат, заслужуваа да ја добијат власт. Но ја добија многу повеќе од неколку причини. Прво, СДСМ криминално владееше. Дури и СДСМ не владееше толку криминално, колку што дозволи Дуи криминално да владее. И сега, Дуи ќе ви кажам дека каков таков, сосема поинаква верзија имавме кога беше со претходната власт, со власта на ВМРО ДПМН. Вакви работи, вакви еклатантни криминали не можеа да се случат. Сепак е тоа ВМРО. Рокот за употреба на Дуи е истечен, не можат да креираат нова свежина, не можат да избегаат затоа што толку се почувствуваа моќни, толку се почувствуваа арогантни, а со нив и СДСМ кои не беа ни толку моќни колку повеќе ароганцијата која ги влечеше со нас се Дуи, со нас се странците и така натаму. Но видовме сосема поинаку и сега што се случува. Сега се случува, уште владата не е направена, но Гога е веќе во председателскиот кабинет. Даде заклетва и направи 8 степени земјотрес под Рихтер. Зошто кажала вака, зошто не онака? Луѓе мои, мислам, секој е чест. Треба храброст, затоа што нашите не дека нешто многу ќе смени, но покажување интегритет и храброст е многу охрабрувачки кај нас доле кои гледаме, чекај, ако овој не се лигав, ако овој храбар, па добро, ќе бидеме похрабри, ќе инвестираме, ќе правиме нешто, ќе тркаламе у животот. Не. Хистерија во Грција, хистерија кај некои странци, но полека издишува затоа што она си потпишу, да, вика, окей, реалноста е северна, ја ќе си ја кажувам Македонија. Зошто? Затоа што така е во договорот. А Грција, како СДСМ наши, како Дуи наши, арогантно, а ние ќе видиме дал ќе го ратификуваме договорот. Па ние што ратификувавме? Ние абдалили сме. Еднострано, така морало еднострано. Зашто? Јаки сте вие. Мислам, никогаш добро не завршило за оние кои со ароганција се однесувале спрема другиот. Она што фасцинира овој период е масовните пребегувања, штама од страна на СДСМ, затоа што они се шокирани каков резултат доживеале. А што очекувавте? Ѓорѓи Спасов со неговите рейтинзи што ви платени, што ве подлажуваше, тука сме негде, дека ќе бидат 45-45. 45 пратеници СДСМ, 46 ВМРО. Ама ние ќе направиме ние влада. Бре! Види, со таква манипулација еднаш помина, но беше време на корона, имаа многу пари. Сега е сосема поинаква приказна. Зошто им снема пари? Затоа што иностранци вака голтаат кнедли еден ден, некој утре ќе ги прозива. Чекај бе, а зашто вие криминал финансиравте и поддржувавте? Не заборавете дека Западот уште сам си удира заушки со признавање, едностраното признавање на Косово без референдум, неуставно и на нелегитимен начин. Така. Отиде Крим.
Нема ама. Game over, истото. Направивте преседанот ќе се тера. Утре тој преседан ќе го видите Шпанија, Северна Италија, ќе го видите на други места, но и ќе видите и обратни процеси. Као Кина, што си го врати Хонг-Конг, ќе си го врати и Тајван. Дали е добро или не, дали треба или не навлегувам. Зборам кога правото се прави преседан во правото. Преседан. Преседан е, да речеме, низ законска некоја форма, да се направи нешто што е надвор од умот, нели? Но овдека ние имаме и криминал. И уште неформираната влада, нова влада, еден од главните судии кои ги поттикнуваше, поддржуваше и покриваше криминалите на претходната власт, веќе е во апс. Чекај, бе. Покренато кривично за ова. Покрената кривична за ова. Ако по утрото денот се познава, јас се радувам. Не сакам апсења, освен на опасни луѓе. Но јас сакам да видам резултати дека ситуацијата се подобрува кај нас. Имено, луѓето покрај економското, прво име економското, но второ, зошто бегаат од Македонија, име неправдата, криминалот, на највисоко ниво. И затоа многу тендери, многу фрлени пари, многу грабнати пари, кои они арогантно мислеа дека никој не ќе смее да им се обрати, ќе мора да се даде сериозен отчет. Интересно е што многу тешко се откриваат овие криминали и многу тешко се докажуваат. Например, памтам кога имав интервју со Орце Ѓорѓевски, градоначалникот на Кисела вода, кој кажуваше дека многу криминали за многу лош начин и не знам вака или онака се направени од претходната локална власт која владееше градоначалник на Кисела вода. Викам, има ли докази, има ли судски процес? За да има тоа, треба да се направи ревизија на. Значи, не можеш ти сам да излезеш и да речеш, ова е криминален. Зашто? Ја мислам, ќе се прави ревизија, колку што разбрав, и од тоа може да се заклучи. Значи, ревизорска куќа доаѓа и гледа. Овде има законско работење, овде нема законско работење. Што е интересно, дека на почетокот, уште не сум се видел со него, но на почетокот, кога стана градоначалник на Кисела вода, не можеше да најде ревизорска куќа. Зошто? Се плашеа да направат ревизија и да го изложат криминалот. Сега мислам дека се она што криминално се работеше, ќе може да се процесира праведно, некако освета, некако гледате дека нема некоја еуфорија на силење, на омаловажување на противникот, доволно е дамлосан. Не пукај во мртов индијанец. Ниф им се случува и најверојатно ќе биде пасокизација, освен ако, па не знам, ако не направи ВМРО-ДПМН е некаква катастрофална грешка. Нема веќе што да направи. Освен, стварно не знам. Едино да кренат раце, ништо да не работат и да почнат истото да го прават овие. Но ВМРО-ДПМН никогаш не било такво. Они секогаш се труделе да направат многу повеќе за земјата. Зошто? Мислам дека ВМРО-ДПМН е добро ке владе. ВМРО-ДПМН е сега е to be or not to be. Да победеше тесно, пазете ме добро, да победеше тесно, ќе може да бидат лабави. Вака, така, тоа е хардкор телото ним. Но овдека добија гласови од луѓе кои беа од други партии, од луѓе кои беа неутрални, од луѓе, од граѓани кои не се уопште за ВМРО-ДПМН, но им ја дадоа шансата затоа што она зло мораше да се тргне. Затоа што во опозиција ВМРО и немаше простор да се докаже. Сега ова е to be or not to be. Како работи ВМРО, ние до сега можевме да видиме преку примери на неколку градоначалници. Ја им се извинувам, не можам да ги спомнам сите, окей, но еве ќе спомнам тројца. Орце Ѓорѓевски, кој
Неверојатно добро ја хендла општината Кисела Вода. Дарко Костовски, Бутел, и мислам дека човекот на кој кавадарчани треба споменик да му изградат и да му дадат доживотна титула, ако не градоначалник, не може да се рекандидира. Ја не знам како е законот, колку мандати, дали ти се ограничени мандатите или се додека те бираат можеш да бидеш, и тоа би било добро. Затоа што човекот, ја не знам, го издигна на така едно високо ниво кавадарци. Со човечност, со помагање на луѓе, не отиде во ароганција, не сврте грб. Така што, ова е добар пример. И сега, по овие примери, ја мислам дека тоа дава и поттик, свесно или несвесно, кај граѓаните, зошто му дадоа поддршка на ВМРО ДПМН. Кога нема некои големи дела, но треба да не заборавите дека во најтешките мигови имаа два председателски избори. Овие на кои победи Гога и претходните. ВМРО ДПМН никогаш не било еден кандидат како што тоа го правеа овие еден изборот. ВМРО секогаш сакал да има конкуренција. Минимум двајца, тројца. Знаете ли, ја имам некои информации дека големи ВМРО-овци цвикале, се плашеле, одбивале да се кандидираат. Ете, малата Гога, ситна жена по раст, голема по дух, покажа многу повеќе кохоњес и храброст да постапи како што постапи, да издржи се она, без оглед на тоа што ја прозиваат, што правела пред 15-20 години. Не, што правиш ти сега? Што си правил пред 15-20 години, сите имаме булшит некој у својата кариера. Сите имаме успони и падови. Сите имаме добри и погрешни одлуки. Или помалку, или повеќе погрешни. Но тоа што во моментот го прави, што е најбитно. Така што, ВМРО ДПМН не може да му се суди што правил порано, добро или лошо. Значи, повеќе има добро направено од што лошо. Повеќе има добро. Но и тоа не ти се важи. Ти се важи од денот кога ќе ја составиш владата и да видиме што ќе имам ја у джеп, дали фирмите ќе бидат исплатени, дали производството ќе порасне, дали GDP ќе порасне, дали подобро ќе се живее, дали послободно ќе се дише. Ако тоа го нема, џабе ми е све. Што ми е гајле што сум јас ВМРО-овец? Тоа сте вие, хардкор. Не, јас сум македонец. Јас сакам и Македонија и сите во Македонија да живеат добро. И затоа мислам дека нема подобар избор од овие, затоа што во овој момент, ти викам, од животно значење име, од екзистенцијално значење име на ВМРО ДПМН да направат повеќе од што тоа го направија 2006 година, кога донесоа навистина позитивни, радикално добри работи, донесоа инвестиции и така натаму. Странците, предпоставувам дека гледаат, окей, клучните работи се завршени, еве сега со економија, пошто браќава не исцедија со пари, ништо нема прогрес. А за мир да има, за геостратегија, народот мора да живее добро. Странците не беа глупи, не го сакаат они ВМРО, затоа што има, нели, националистички карактер, патриотски карактер, но не сакаат кратци, поправо со овие, од што со овие. И оваа животна шанса ќе им даде како никогаш до сега. Само се молам едно. И ќе го повторувам ова скоро на секој мој појавување овдека. Да победи Доналд Трамп и тогаш многу, многу поголема релаксација. Поздрав.